Може ли да влезам, Зарифе? Знам дека си многу тажна. Знам дека ништо не погреши. Поточно обиди се да ги разбереш. Чичко Рамис и тетка Фатма тие не знаат дека љубовта не е грев. Обиди се да разбереш колку е невозможно за нив да го прифатат ова, Зарифе. Сакам да умрам, Мустафа. На ништо друго не мислам. Не зборувај глупости, Зарифе. Извади ги од глава тие работи. Не сакам да слушам повеќе. Што правиш ти тука? Зборуваме со Зарифе. Што има ти да зборуваш со неа? Што си ни ти нам за да зборуваш со сестра ми? Сестро, јас сакав да зборувам со него. А така ли? Зборувај, сестро, зборувај. И тој сака христијанка како тебе. Убаво се разбравте. Кажете си ги маките. Вахиде! Дојди ваму. Вечерва, веднаш по Румелија, стартува потресната приказна. Не тагувај по мене. Ми веруваш сега дека тебе те сакам? Не ти верувам. Па тогаш се ќе ти кажам. Што е тоа се? Марија, и зошто се среќавам со неа? Тетко Бедија? Тетка Бедија ли? Тетко Бедија? Не е така. Не е така како што мислите вие. Сакаш ли млеко, господјо Хаџер? Не сакам. Млекар ли си ти? Едно време бев млекар. Глеј си работа. Чабар Ефенди нели ти го даде клучот од продавницата? Ми го даде. Еве го. Што ме така? Ти си кројач и ќе останеш кројач. Исчисти ја продавницата и утре да отвориш. Поред. Ајде, лесна работа. Ајде. За многу години. За многу години. Повелете? Кого барате? Јас сум свршеницата на Алекс. Се викам Софи. Дојдов да се видам со Зарифе. Така ли? Нема зашто да се видиш со Зарифа. Верувајте ми дека немам лоша намера. Вашата намера воопшто не ме интересира. Зарифе и Алекс веќе немаат никаква врска. Ако дојде поради тоа, таа работа е готова. Сакаш да зборуваш со мене? Да зборуваме. Зарифе? Сестро, би било добро и ти да тргнеш по господја Бедија. Вечерва, веднаш по Румелија, стартува Не тагувај по мене. Господјо Бедија! Бедија! Фатма. Викам по тебе, господјо Бедија, зошто не ме слушаш? Фатма, јас пред малку нешто видов. Што виде? Ништо не видете то, Фатма. Не виде ли? Господја Бедија ништо не виде. Така ли е, господја Бедија? Виде или не виде? Јас пред малку нешто видов.
Ми се чини. Ама и како да не видов. Што да правам, џанам? Мислам дека погрешно ми се причинило. И очиве почнале да не догледуваат и понекогаш не распознавам ништо. Ајде. Јас имам работа. Ај со здравје. Ајде, имам работа. Ајде. Ова што виде, што не виде? Бога ми, јас ништо не разбрав. Искрено и јас ништо не разбрав. Ајде ќе се видиме, тето Фатма. Намик, намик. Што прави оној тврдоглавиот Рамис? Ништо не прави. Добро е, тетко Фатма. Добар е, а? Значи дека е добар, така? Јас не сакав така да кажам. Тето Фатма всушност не е добро. Се кае за тоа што го стори. Вчера постојано те бараше. Така ли? Значи дека не е добар. Вистина ли е тоа? Вистина е. Добро, значи дека се кае. Ако нека се кае, нека пати малку. Шумата не плаче од секирата, туку плаче од стеблата, затоа што се е од дрво. Тето Фатма, помисли малку и на Чичко Рамис. И нему му е тешко. Вратете се, не го одолжувајте. Намик? Што зборуваш што таа жена? Јас сум скаран со незе. Заборави ли? Не заборавив, Чичко Рамис. Не заборавај, Намик. Не заборавај. Јас никогаш нема да заборавам. Намик, кажи му дека јас веќе не сум мужена. Ваква жена, ваква мајка не постои. Има уста, нека зборува. Нека внимава на својата ќерка. Кажи му дека мојата уста ја кажа вистината, но тој на друг му поверува. Кој не внимаваше на ќерката, таткото или мајката? Ќерката ќе ја каже маката на мајка си. Ќерка ти не ти ја кажа маката. Затоа што не слушаш никого освен самата себе. Чичко Рамис, тето Фатма. Намик, кажи му дека јас ги слушам сите. Се обидувам да му објаснам, но ништо не влегува во неговата глава. Ништо не влегува во неговата глава. Вели дека размислува, а уништува се. Потоа јас вели дека сум виновна. Јас сум тврдоглав. Но твојата глава е празна. Готово е веќе. Готово е. Вред, Чичко Рамис, смирете се. Мамо? Хатидже, мила моја. Тато, што се случува? Не го нарекуве татко. Убава ќерко. Нема ли да ме викаш тато? Јас... Хатидже, се трудев да те дадам на човек што го сакаш и ќе бидеш среќна со него. А ти ја одбра мајка ти. Така ли е? Браво, ќерко. Ајде, Намик, ходиме. Татичко погрешно разбра. Мамо, и ти погрешно разбра. Чичко Рамис, јас имам мала работа. Ќе те стасам. Одиме. Знам дека го сакаш, Алекс. Го сакам. И јас го сакам. Го сакам и покрај тоа што знам дека тој тебе те сака. Со кое срце ќе го направиш тоа? Ќе ги уништиш нашите животи. Ќе го уништиш и својот живот, и животот на Алекс, и мојот живот, само поради еден глупав сон. Не прави го тоа. Те молам, не прави го тоа. Зарифе, не прави го тоа. Господјо Бедија! Господјо Бедија! Благодарам. Не знам веќе што да кажам, Намик. Всушност погрешно разбравте. Видов со своји очи, што да разберам погрешно. И многу си ми бил марифетлија, море. Господјо Бедија, што и да се случи, ова нека остане меѓу нас. Не е за мене, туку за Вахиде. Таа воопшто не е виновна. Јас бев невнимателен и тоа е се. Ве молам, никому не кажувајте. Ајде,
Не се. Овој пат нека остане така. Ајде, мавни се од тука. Ви благодарам. Ајде, ајде. Прости ми, Димитри, прости ми. Ти простувам. Ти простувам. Ама, не знам дали ќе ти простат на оној свет. Тоа не знам. Убиец, ти си убиец. Тргни ја оваа девојка. Марија, смири се. Иван. Однеси ја дома, ајде. Однеси Марија, ја смири дома. се. Не ми е потребна. Вахиде, ние дојдовме. Видов. Дојди, помогни. Зошто гледаш? Доаѓам, тато. Зошто се врати, тато? Не ми се работи денеска. Средив, немој да се грижиш. Сигурен ли си? Ти реков дека средив. Во ред, дај. Вечерва, веднаш по Румелија. Стартува потресната приказна. Не тагувај по мене. Уф, мојата глупава глава. Боже, Боже. Боже, Боже. Отворено ни кажа да престанеме да ги следиме бугарските бунтовници. Така е, господине. Што мислите вие, командире Джезми? Наредбите беа многу јасни, господине. Нам не ни останува ништо друго, освен да ги почитуваме овие наредби. Така ли велите? Нема ли друг избор? Што значи тоа? Ке седиме тука со скрстени раце? Наредби, господине, наредби. Влези. Кај бака му, господин Петрус дојде. Господин Петрус? Да, господин Петрус. Нека влезе. Повелете. Петрус Ефенди, повелете. Сакам да ви известам за нешто многу важно кај Макаму. Но ве молам, немојте да инсистирате за да ви кажам од каде ми е таа информација. Прво да ја слушнеме информацијата, господине Петрус, потоа ќе зборуваме. Знам каде се крие Димитри и неговата чета, со која ги напаѓа селата, господине кај Макаму. Во ред. Во ред ветувам дека поради оваа информација ништо повеќе нема да ве прашувам. Но, господине... Реков дека нема прашања. Ниту јас, ниту никој друг нема да поставува прашања. Ве слушам. Спремете се, одиме. Каде одиме? Имам недовршена работа со оној маскираниот. Заборава што кажа Петрус, Димитри. Ни рече ништо да не правиме. Ако јас речам дека одиме, ќе одиме. Разбираш ли? Во ред, дојдовме, вие вратете се. Ќе ја сториме ли вистинската работа, командире Джезми? Или пак ќе ги следиме наредбите? Надредените ни рекоа да не се доближуваме до четите. Но сега, за наша среќа, знаеме каде се наоѓаат. Сега, што мислите, командире Джезми? Наредбите се конечни кај Макаму. Не можеме ништо да сториме. Командире Джезми, нели пред 2 дена го нападнаа селото и на свадбата на млекарот Рами се убија 8 луѓе. Овие бунтовници убија 8 луѓе. Убија.
Нели пред тоа нападна друго село и исто така убија многу луѓе? Кажете ми какви се овие наредби, командире Джезми? Кажете ми. Што ќе се случи ако бунтовниците на бар го нападнат повторно? Мислите ли дека ќе биде толку лесно да се смират луѓето? Откако ќе видат дека не испраќаме војници по бунтовниците, народот ќе одреди казната. Покрај неписмени и неуки одговорни луѓе ќе го свртат народот еден против друг. Ете, тоа ќе се случи, команданте. Брат против брат ќе се свртат и нема назад. Како и во целата империја кога се обидуваат да поправат нешто, редат грешка врз грешка. Кајмакаму, ова се зборови за поврзување. Не ме интересира какви зборови се, командири. Најважното е дали се точни или не. Уште еднаш ме прашувам, командире Джезми. Ќе ја сториме ли вистинската работа или ќе ги следиме дадените наредби? Ќе ја сториме вистинската работа. Што ме така, соберете ги вашите луѓе. Веднаш ќе ги нападнеме. Се разбира, Кајмакаму. Тато, да ти направам кафе? Не сакам. Да ти дадам овошје? Не сакам. Дојди, седни до мене. Вечерва, веднаш по Румелија. Стартува Не тагувај по мене. Марија, што правиш ти тука? Морам да ти кажам нешто. Влези внатре. Што има, Марија? Ме испратија да го негувам Димитри. Беше повреден. Во моментов е во лоша состојба. Димитри ли? Знаеш ли каде се наоѓа четата? Да, дојдов за да ти го кажам тоа. Вахиде, јас ја видов мајка ти. Добро си сторил, тато, време да се смирите. Ме нарече тврдоглав. Што? Нека каже што сака. Не се лутам. Јас ја заборавив мајка ти веќе. Слушни ме сега. Вахиде, јас размислував. И решив да го напуштам ова место. Не разбрав? Не можеме да останеме тука. Велат дека ќерка ми е влюбена во христијанин. Ме понижуваат. Денеска не сакаат да купат ни млеко од мене. Каква врска има тоа? Луди ли се овие? Зошто не купуваат млеко? Не можеме да останеме тука. Каде ќе одиме, тато? Каде ќе заминеме? Во татковината. Во Истанбул. Истанбул? Истанбул. Никаде нема на светов како Истанбул. Обкружене со сини мориња. Јас не сум видела море досега. Не си видела ли? Не сум видела. Ни јас не сум видел, но тие што виделе кажуваат дека морето било многу убаво. Вода голема, сина. Како шума? Како шума, но од вода, сина вода. Како ќе одиме, тато? Па ова е нашата земја. Ти нели постојано велиш дека 7 колена живееме тука? Дедото на дедо ми живеел тука, ние сме од тука. Како можеш да го напуштиш ова место? Ќерко, името толку не си извалка што не можеме да го исчистиме. Луѓето ќе зборуваат, тато. Нема да зборуваат, ќерко, нема. Кажи и на мајка ти дека може да остане. Не ми треба. Што зборуваш ти, тато? Можеме ли без мајка ми? Намиг викни го. Тој го знае Истанбул.
Може да зборувам со него. Зборуваш како дете, тато? Тој го знае Истанбул. Викни го, ти реков. Во ред, ќе го викнам. Ќе го прашам за Истанбул. Ти сега оди дома. Јас ќе одам кај диловера. А ако ги фатиме Димитри и неговата чета, ниту за тебе нема да има опасност. А ако работите тргнат погрешно, значи дека животот ти е во опасност. Има ли некој кај кој што можеш да отидеш? Некој роднина, например? Имам, но нема да одам. Зошто? Затоа што не сакам да те напуштам. Намик! Вахиде! Нами каде? Го викнали? Не го видов, тато, го нема. Боже, боже. Каде е ова дете? Во пеколот. Што рече? Ништо, тато, не реков ништо. Донесете ги сите тука. Брзо! Сите! Донесете ги, реков. Брзо! Одете! Сите на колена. Бргу на колена! Ајде побргу! Вечерва, веднаш по Румелија. Стартува потресната приказна. Не тагувај по мене. Мига! Само малку. И јас доаѓам со вас. Но, господине... Заборавивте ли дека јас сум војник, команданте? Донесете ми еден конј. Го слушнавте кајмакамот, побрзајте. Господине Кајмакам! Намик? Треба да зборуваме. Не можам сега, Мустафа, имам важна работа. Ама и ова е важно, Кајмакаме. Знам каде се кријат бунтовниците. Знаеме и ние. И вие ли? Кој ви кажа? Не можам да ти го кажам тоа. Сега таму одиме, Мустафа. Чувај се, брате. Не грижете се. Нема да бидете сами. Конјот ви е спремен, кајмакаму. Каде си, маскиран? Види, јас сум тука. Ќе ги убивам луѓево. Излези пред мене ако не се плашиш. Да се договориме заедно. Чекам. Не излегуваш, нели? И си знаеш. Ќе убиваме еден по еден на секоја минута додека не се појавиш тука. Времето поминува, маскиран човеку! Слушаш ли, маскиран? Времето тече. Многу си разгален, маскиран човеку.
Се плашиш ли од човек со една рака? Излези, немој да се плашиш. Времето поминува. И третиот човек умира. Зошто е дојде на керката на млекарот? Нук ми не е тука. Не дојде сама. Јас ја викнав. Зарифе? Ми се здосадува веќе. Немој да се молиш. Нема тебе да те убијам. Одврзи го, ајде. Брзо! Обрзај! Ќе одиш во Песочан и ќе им кажеш на сите што се случува тука. Ќе им кажеш дека едноракиот Димитри ги уби сите мажи во селото. Ќе им кажеш дека маскираниот не дојде да помогне. Разбра ли? Станувај. Ајде, губи се. Маскиран човек. Спремете се, одиме. Побрзо, ајде. Нема никој. За ова место ни кажа Петрус. Или може би не измами? Не. Ова им е скривалиштето. Во ред. Што да сториме сега кај Макаму? Ќе се врата тука командире Джезми. Ќе преземеме мерки и ќе чекаме. Сега сме толку близко. Дури да сме близко. Исто како картата што ми ја покажуваш. Ние сме две малечки точки. Не можеш да ги промениш луѓето, Зарифе. Не можеме, Алекс. Дојдов да се збогувам со тебе. Збогум. Софи, тој многу те сака. Да ви кажам, Што се случи? Кажи. се случи нешто. Го нападнаа селото. Кој? Сите мажи. Ги убија сите мажи во селото. Смири се. Напи се вода.
Кој? Иван. Иван ли? Димитри. Така е. Боже, Боже. Вечерва, веднаш по Румелија. Стартува потресната приказна. Не тагувај по мене. Сакаш ли овошје? Не сакам. Што се случува, Хасан? Зошто не ме гледаш? Кажи ми, зошто го вртиш погледот од мене? Хатидже, колку време сме во брак? 3 дена? 3 дена. Зошто ние за 3 дена... Ти реков дека не може додека мајка ми е тука, Хасан. И јас тоа велам. Не можеме со мајка ти, но таа нема да си замине. Таа ми е мајка, Хасан. Како да ја кажам да си оди? Ти требаше да зборуваш со татко ми. Зборував. Што рече? Вели дека нема да се смири. И мајка ми е иста. Не, Хатидже, не. Мора да ги смириме. Како ќе го сториме тоа? Да размислам, Хатидже, да размислам. Е, па јади овошје додека размислуваш. Кажи, брату, што се случи? Внимавајте! Ова е стапица! Ова е стапица! Димитри, обкружени сте. Фрлете го оружјето и предадете се. Оп, оп, оп! Не се предаваме, пукајте! Престанете со пукање. Немојте, пријатели, срамота е. Грефе, оваа држава има предпоставени. Тогаш ќе ги прашаме нив и тие велеа така, па видете што се случи. Одиме, пријатели. Ајде, одиме. Чекајте, чекајте. Ајде. Вечерва, веднаш по Румелија. Стартува Не тагувај по мене. Сврти се, куче! Кој си ти, бе? Станувај! Кој си ти? Станувај, реков! Кој си, прашав? Стани, бе, ајде! Оди! Оди!
оно е Димитри Кајмакамон. Да, изгледа тоа е. Кој би можел да го фати? Маскираниот. Пуштете не, сакаме да се видиме со Кајмакамон. Да се видиме со Кајмакамон. Со Кајмакамон. Каде Кајмакамон? Сакаме да го видиме. Кајмакамот не е тука. Да ги убиеме. Сакаме да се Кајмакамот не е тука, господа. Кајмакамот не е тука. За сега не е тука. Секој ден убиват, зошто ништо не презема, зошто? Ќе ги фатиме, ви ветувам, се ќе биде во ред. Само вие смирете се. Ве молам, смирете се. Ве молам. Уште колку луѓе треба да умрат? Смирете се ќе биде во ред. Еве ќе ги фатиме бунтовниците, ве молам, смирете се, ве молам. Ние ќе ги казниме. Одиме кај Иван. Стојте, стој! Да ги убиеме. Стојте, чекај ме! Марија! Марија! Успеавме, ги уапсија Димитри и неговата чета Марија. Не си повеќе во опасност. Фала му на Господ. Сакам да поразговарам со тебе, Марија. Тоа што го чувствуваш. Што се случува, намик? Влези внатре брзо. Земи ја сестра ти малечката и дојдете тука. Писарот. Кајмакаме. Што е, бе, Кјатип? Се собра. Немавме доволно луѓе, не можевме да сториме апсолутно ништо. Намик, не го видов денеска? И јас не го видов. Боже. Сакав да зборувам за Истанбул, но не можам. Тато, ти сериозен си? Сериозен сум? Јас ќе ја погледнам Зарифа. Зарифе! Зарифе! Зарифе, отвори ја вратата! Зарифе! Зарифе, отвори ја вратата! Ја скршам ако не отвориш. Зарифе! Зарифе, немој те молам! Господе, прости ме те молам. Зарифе, немој! Ше ти Господ отвори ја вратата, Зарифе! Тато! Тато, веднаш доаѓај! Зарифе сака да се самоубие! Зарифе! 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 Тато, не се отвара вратата! Не се отвара ли? Тргни се ти! Зарифе! Кулабице моја! Отвори ги очите, Зарифе! Отвори ги очите, Зарифе! Зарифе!